Денеска ќе вичваме во стоечка позиција. Ќе застанеме стабилно или на подот, таму каде што сме. Нозете благо ќе ги раздалечиме. И со вдишување ќе ги подигнеме високо рацете горе, се вика здивна радоста ова. Убаво, дури и наназад вака зафрли се. Извитка се наназад, со расширени раце. Со издишување дланките силно ги префрламе преку себе и се гушнуваме, брадата доаѓа на градниот кош. И силно допри се себе си, почувствувај се таква каква што си ова утро, овој ден, повторно одиме. Голем круг. Отварање, како да сакаш да го гушнеш целиот свет и да му кажеш добро утро, тука сум, присутен сум, одиме двете раце преку нас, гушни се силно. Почувствувај го допирот на твоите дланки, на телото, топлината. Уште еднаш, силно, до универзумот, до космосот, до сите ангели, архангели, до сите големи учители, до сите светци, до моите предци, ви благодарам. Потоа силно, натрешно. Прегрни се. И кажи си на себе ова утро благодарам. Што си упорна, упорен во твоето вежбање и одлучност да го правиш ова. Потоа двете раце одат позади нашиот грб и со палците ги прикриштуваме прстите. Така и сега со издишување дланките буткаат надоле, главата гледа нагоре. Тоа е со вдишување, а со издишување одиме полека позиција на тапагол, тоа е за почеток доволно. Првото слиткување, па одиме повторно горе. Сега нозете, ако чувствуваш, можеш да ги прошириш малце и повеќе, значи малце повеќе отвори ги. Одиме назад со раците, брадата нагоре, издиши, сега малце подоле ќе спуштиш главата и торзото, рацете дигни ги кон небото колку можеш, врати се назад, повторно истото, притисни раце доле, брадата нагоре, обратна насока, уште еднаш. Употреби ја главата и лицето, целата фацијална експресија додека гледаш нагоре кон небото, дланките буткаат надоле, а ти додека ти буткаш со брадата нагоре, искриви го лицето, како например кисело нешто да јадеш, за да осетиш како се истегнуваат мускулите на самото лице. Покатно. Океј. Потоа, кликни со колената, пушти го торзото напред, како мајмунчињата, и почни нежно да ги нишаш рацете, пресејќи се од твојата глава, своите мисли, своите раце, пресејќи се од тебе. Супер. Полека качи се горе и можеш за миг, нозите се нормално раздалечени, да подклекнеш на колената. Со дланките сме подпрени на нашите бедра и оно што ќе направиме и ќе работиме со рветниот столб, со издишување го вовлекуваме стомакот и брадата, го наподсешуваме рветниот столб, со вдишување го отвараме градниот кош, погледнуваме нагоре, издиши обратно. До крај, вдиши, погледни кон небото и насмеени се.
Одлично. Исправи се. Сега двете дланки, раширени се нозете благо, двете дланки ги носиме напред пред нас, паралелно. Со вдишување се обидуваме куковите и карлицата да стоят уште можно фиксно кон напред, се разбира дека природно се движиме, но гледате по концентро да ги носите, двете раце се паралелни, потоа двете раце паралелно одат кон, позади, погледот ја следи, раката што е позади, десната рака, но куковите ги буткаме кон напред, колку можеме, потоа одиме двете дланки напред, одиме од спротивната страна, поставија десната дланка на левото рамо во крајната позиција, левата дланка е позади, погледот е кон прстот на левата дланка, истото од другата страна. Одлично. Двете дланки преплети ги носиме високо горе, тигни нагоре, па извиткај се кон десно, остани така, врати се во центарот, кон лево, остани така, врати се во центарот, силно нагоре, па подигни се на прсти и направи неколку пати благи удиграња со петата доле. Да помогнеме на лимфата. Одлично. Уште ги раците доле. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, вниманието стави го на вратот. Ќе направиме неколку ротации со вратот, активирајќи ги вратните мускули и мускулите позади на горниот дел на грбот. Па во обратна насока. Одлично. Стави ги дланките на половина и одиме ротација на кукови. Само куковите се движат за почеток. Одиме од другата страна. Одлично. Кликни доле масажа на колена и одиме ротација на колената од натре кон надвор. Масирај си ги малку колената, ако имаш потреба. Одиме од другата страна. Супер, исправи се. Одиме вижбата чадор, тоа што со вдишување дланките, нели, вдишуваме од лево кон десно и како што, извинете, се збори, значи, вдиши, издиши е принципот, вдиши, издиши, меѓутоа ќе вдишуваме, да кажеме, без раци, од двете страни ќе ги направиме, вдишуваш, при издишување гласно ха изговараш, со тоа што од внатре, од утробата чувствуваш како ти излегува тоа ха, значи не е тука ха, тука ха, силно и осети како стомакот ти се притиска додека тоа го правиш.
зборувај гласно, јас нема да викам гласно, ти спие керка ми тука, да не се разбудува, оти синоќа ми рече да не сум ја разбудила со гласни викања. Ха! Више една страна, ха, друга страна. Ха! 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 Силно викнети. Ха! И дозволи рацете да те одиграат по телото, бидејќи го правиме во моментот тапкањето, она што е клучно, за да се раздвижи енергијата во телото, во меридијаните и да се одблокираат оние станати канали со енергија кои што пулсеат во нас. Ха! 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 Како кога правиме кога се смееме така од внатре. Застани мирно. Вниманието стави го позади папукот. Диши, издиши. Опусти тело. Нека поминат сите сензации низ тебе и ќе одиме сега од другата страна. Значи, ако вдишувате лево кон десно, сега од десно кон лево и во обратна страна продолжуваш. Ха! 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 Уште ги рацете, осети како те одбира, те допира по телото. Ха! 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 Застани мирно. Вниманието во папукот. Во целите тие движења по рацете и допирите по целото тело што ги имаше. Тапкањето или emotional freedom техника која што е всушност ветска исцелителна, само исцелителна техника, помага во активирањето на животната енергија во нашето тело, а таа се блокира кога имаме стресови, кога имаме разни ситуации што ги потиснуваме во себе. И затоа тапкањето такво како што е многу добро и здраво за нашето тело, бидејќи не мора да знаеме ни кинеска акупунктура, ни точки, ни меридијани, доволно е да се тапкаме на одредени места кои што ги поточува нели самото учење. На тој начин ги активирате во себе вашите потенцијали и се ослободувате од негативните чувства во себе. И една можеби од најмокните техники во тапкање, која што навистина ви ја препорачувам, е поврзана со тимусната точка. Нели тимусот, вака се многу сум, не можам ни да седнам ни да клекнам. Вака. Тимусната точка се наоѓа некаде во пределот каде што ни е спојката на градите и нели се наоѓа една внатре во нас една плочка, една коска, позади тоа се наоѓа тимусната жлеза која што е активна некаде и била активна до 7-8 години во нашиот живот. Таа жлеза е одговорна за радоста во нашиот живот, за среќата, за тоа како од внатре бликаме со енергија и се препорачува, и сега истото ќе го направиме ние, или со 3 прста, нежно, треба 40 дена поред, секој утро по 3 минути, значи на саат се гледа тоа, да се тапкате, ама само наутро, да се тапкате на оваа жлеза, за да внатре во нас ја активираме среќата, радоста, љубовта, она што можеби го имаме заборавено како што сме станале возрастни и како што не преплавиле проблемите, ситуациите, не знам, семејствата, милион работи на сите не се случуваат. Затвори очи, тапкај се и биди во контакт со себе, со твојата внатрешна среќа.
Кој утро не заборавате кога ќе престанеме да ги вежбаме овие утрински јога часови. Кога ќе заврши овој циклус, се разбира ќе има и други циклуси, но вие можете ова да се го додадете во вашата пракса. Будењето на тимусната жлезда, будењето на радоста во нас, будењето на малото детенце во нас, оно што сме го заборавиле кога сме биле мали. Пуштете ја се раката и затворете ги очите. И на менталниот екран пред себе видите едно мало девојче или момче, ако сте вие момче, како ви се приближува. Има некоја возраст од 6-7 години. Забележувате дека тоа детенце сте вие на возраст од 6-7 години. Видете се себе си. Како сте личеле на 6-7 години? Како сте биле облечени? Каква била косичката? И кога го наблюдувате ова детенце пред вас, каква енергија има ова детенце пред вас? Дали е радосно, живо, дали може би е тажно, чека нешто? Погледнете во неговите очиња. Погледнете во очињата на детето и видете дали има нешто што сака да ви каже. Нешто што не можело да го каже тогаш кога било 6-7 години. И вие сте сега негов најдобар пријател, седнати до ова детенце, а тоа сте вие на возраст од 6-7 години. Слушнете го, разговарајте, поврзете се со него, со неа. Кажете и дека од сега па натаму вие ќе бидете тука за неа или за него. Кажете му колку го сакате, колку ви недостигало. И може би што сте го забравиле, извинете му се за тоа. Потоа силно гушнете го. И претворете го во светлинка, која што ќе ја ставите во центарот на вашето срце. Диши длабоко. Расшири оваа светлина внатре во тебе. Издиши преку порите на кожата. Доживеј светлината како излегува надвор од тебе и зрачи. И ти посакувам овој денешен ден да се потсеќаш на светлината внатре во тебе, на светлината која што доаѓа од твоето внатрешно дете, бидејќи тоа е тоа што ги привлекува луѓето, тоа е тоа што не само за луѓето дека ги привлекува, тоа е внатре од тебе кога зрачи со радост, со убавина, со добрина, тоа ќе зрачиме кон надвор, со убавина, со младост, со радост, со што и да е што го има нашето детенце, ако има чувства потискати, тага, лутина, што и да е некоја ситуација, тоа мора од тебе да го процесираш, да најдеш начин како да го процесираш преку било која техника. Дали е тоа некоја психотерапевска техника, дали е семени констелации, дали е било што, да го ослободиш тоа чувство, за да дојдеш до радоста на твоето мало детенце во себе. Така да денес бидете радосни и свесни за детето во вас. И сетете се се што сте сакале да правите кога сте биле мали. Денеска едно од тоа направете. Едно од тие работи. Убав ден и се гледаме.
Pozdrav.